Драги мои, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Урбан стил. И вечерва за своја соговорничка имам урбана дама, доктор офталмолог, што значи ќе зборуваме за модерните болести на очите, модерните технологии за решавање на овие проблеми. Ќе зборуваме за тоа како да ги заштитите очите и што се им пречи на очите. Освен тоа, примариус доктор Коста Цветковиќ овој пат зборува за ласерска епилација, секако тука се и стандардните совети за совршена коса, кожа и ногти. Останете на Скајнет и уживајте во сино на што подготвивме за денес. Целта на овој разговор меѓу нас како да ги заштитиме очите, јас би рекла, учете ги бебињата и дечињата да носат очила и до најстара возраст до крајот на животот пожелно е да се носат сончеви очи. За да се постигне резултатот, ние сме многу задоволни ако успееме да дојдеме после четвртиот третман, да пациентот може да си дозволи да дојде 2 пати годишно. Во овој ексклузивен кавиар лифт третман, со кој што ќе постигнеме лифт ефект, односно затегнување на кожата. Ќе направиме пред се, како што напоменав, масажа, со тоа што лицето од нашата клиентка, вратот и деколтето, ќе го освежиме со млекото од есенса Медитерана. И овој пат имаме можност да присуствуваме на еден третман во дерматолошко-естетска ординација Дерма Плюс, а примариус доктор Коста Цветковиќ, дерматовенеролог, ќе одговори на сите наши прашања врзани со темата ласерска епилација. Ве најпрво би сакала да прашам кои се делови од телото можат да бидат третирани со ласер? Значи, ласерот во последните 10 години го достигна врвот во развојот, што не значи дека тука ќе запре развојот на ласерската технологија и се користат во медицина, се користат овие меки ласери, наречени меки ласери, кои може да се користат сите делови на телото. Значи, независно од полот, бојата на пациентот, возраста на пациентот и така. Дали тоа значи дека возрастно ограничување не постои? Може да бидат третирани и млади пациенти? Фактички во превод да, тоа значи дека и помладите пациенти, да речеме од 8 годишна возраст, може да бидат третирани многу внимателно, само ласерот да биде во рака на искусен лекар специјалист, сертифициран за работа со одреден тип на ласер. Така, ете токму тоа сакав и да прашам, кој се може да работи со ласер? Со ласерските апарати треба да работат луѓе кои биле на обука за одреден тип на ласер, бидејќи сите ласери не се исти, по функција имаат различна ласерска должина на зракот и према тоа и типот на работата е многу различен. Значи, сертифициран обука, да речеме, можем да кажем за нашиот ласер, обуката беше во Германија, каде ласерот е германски производ. Карл Zeiss Jena, фабриката Jena, еден дел од фабриката го прави овој ласер, каде бевме двајца лекари на обука од 5 дена, каде што имаше лекари од целиот свет. За жал да кажам, најмалци имаше од бившите простори. Иначе од Хонг Конг до Јужна Америка. Така, значи се работи со овој ласер, сега би сакала да ни објасните накратко процедурата, како тече третманот, од што се состои? Точно, значи третманот за ласерска епилација тече прво. Пациентот мора да дојде или овде свежо избречен или со депил крема извадени влакната. Зошто? Бидејќи при третирање со ласерот горната површина од влакното, ако е налегне на кожата,
при поминување на лазерскиот знак може да ја изгори, да опрли кожата на површината на телото. Замислете лице да биде и така натаму. Не само тоа. Овој лазер е доста јак. Значи, може да направи и лесни пликови изгореници на површината на кожата. Но, за среќа, имаме параметри, посебно за секој пациент, значи по име и по презиме, се нанесува во хардверот на лазерот, потоа се означува типот на кожата, значи постојат 6 типови на кожата во зависност од бојата, се ставаат и типовите на кожата во хардверот на лазерот и регијата која работи. Автоматски лазерот ни ги дава параметрите од до. Значи да сакате да сгрешите, ке не може да сгрешите. Така, дали може да покажеме конкретно за овој пациент, да објасниме како се треба да тече процедурата, да видиме? Така, значи ова е во моментот, лазерот е упален. Се отвара софтверот. Уклучуваме диодниот дел, главата на лазерот. Овде се модовите. Значи, ова е базичен мод. Имаме брз, многу кратока брз мод. Меки пулсови. Значи, многу чести, а меки, не многу јаки, за да не осеќа болка пациентот. И најчесто јас што го користам е професионалниот мод. Професионалниот мод ни ги кажува параметрите кои од дозволените јас правам проценка дека можем да одам уште 10% со појака енергија и брзина на работа. Значи, одиме повторно, професионален мод, идеме флуенцата, јачината у џули на сантиметар квадратен. За прв пат ја ставаме на 15 џули на сантиметар квадратен. Може да прочитате брзината, спид. Брзината се движи од 0,5 Хц до максимум 4 Хц. Значи 4 пати во секунда да пукне лазерскиот зрак. И тоа ако не е во ред, се мести време, траењето. Значи ова е поспецифичен, пософистициран лазер. Значи може да се намести време, траењето на зракот што продира во кожа, колку милисекунди да биде на изложеност на кожата на лазерскиот зрак. Значи имаме од 40 милисекунди, што е изузетно кратко време, до максимум максималната бројка е гледате околу блиску до 400 милисекунди. И уште една голема новина е пулсот. Значи, пулсот може да биде единечен или да биде за ова време траење 2 пулса да се јават. Значи, ја дели јачината и брзината на пулс, за да не оштети кожата, да биде удобно пациентот, работењето на пациентот. Така, дали сите овие параметри ги одредувате вие самите? Според кожата на пациентот или лазерот самиот? На зададените параметри лазерот ни ги одредува параметрите, али кога е на професионален мод, како сега, значи фабриката, произведувачот дозволува професионалецот со искуството, со годините да си ги така, се разбери, најдобро знае одреден пациент какви потреби има. Што чувствува пациентот при третманот? Дали чувствува болка? Не изгледа како да се чувствува болка, меѓутоа кажавте дека вие одредувате на начин што ќе му биде покомотно и поудобно на пациентот за време третманот. Значи, за време на третманот пациентот чувствува благо пецкање.
Интересно, за разлика од другите ласери, што кај овој ласер пациентот сам осеќа како пука коренот на влакното внатре. Значи, од енергијата што ја прима од ласерот, се случува мала експлозија во површината на кожата кога е деструиран коренот на влакно. Да. И пациентот осеќа мала, многу незначителна болка и за среќа имаме дел на ласерот кој потоа ја лади површината. Значи, кога се проваѓа, значи, долниот дел прво ја лади површината на гове, па кога ќе марнеме, го пушта зракот. Така. Значи, тоа е процедурата на... Колку третмани се потребни за да се постигне резултатот? За да се постигне резултатот, ние сме многу задоволни ако успееме да дојдеме после четвртиот третман, да пациентот може да си дозволи да дојде 2 пати годишно. Значи, еднаш пред летниот распуст, да речеме ако правиме цели нозе, бикини, пазуви и така натаму, и еднаш пред зимскиот период. Значи, нема толку софистицирана машина да 100% ги уништи влакната. Така, што значи на временски интервал од 6 месеци треба третманот да се повторува? Не, на интервал од 3 недели до 3 месеци. Значи на 3 недели до 3 месеци, зависно од регијата која ја работи. Да речеме, ако ја работиме горната усна, периодот е од 3 недели до 4 недели. Зошто? Значи, имаме на квадратен милиметар голема количина на влакна. Површината и дебелината на кожата во тој регија е многу тенка и не смее да се оди со голема енергија, бидејќи на квадратен милиметар има, да речеме, 20 влакна, ќе упијат голема количина од енергија и може да настанат пликчиња или флекички на таа регија. Затоа на горната уста идеме многу репетирано на 3 недели до 4 недели, едно 4 до 5 пати. Останатите регии се многу проречено и да кажам дека изузетен успех имаме кај долните екстремитети. Значи бикини регии, долни екстремитети повеќе од 3 пати многу ретко кој од пациентите.